Добар ден, вести на Канал Плюс во 12:30. Почнуваме со подготвениот материјал, веднаш по кратката најава. Во Бугарија се промовира македонскиот туристички потенцијал. Истокот може да биде привлечна туристичка дестинација со природните убавини, културното богатство и бањскиот туризам. Пет сообраќајни несреќи се случија за едно деноноќие на територијата на СВР Штип. Еден е тешко повреден, тројца полесно, а причината и материјална штета. Општина Штип ја објави програмата за јубилејното 30-то издание на летната културна манифестација Штипско културно лето. 30 на културни случувања за помалку од 2 месеци. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот денеска во Софија организира денови на македонскиот туризам. Настаното е со цел афирмација на туристичката понуда на Македонија. Истокот подготвува стратегија за развој на туризмот. Ке се промовира македонскиот туризам во Софија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот денес во Софија организира денови на македонскиот туризам. Поради почнатата туристичка сезона, настанот е со цел да се представи туристичкиот производ од Македонија и можноста за зголемување на бројот на бугарски туристи, кои традиционално секоја година ја посетуваат нашата земја. Но колку источниот регион од државава има потенцијал за развој на туризмот? Ова е еден од неколкуте региони во Република Македонија во кој на толкова мала територија има две нематеријални богатства заштитени со УНЕСКО програмата, например. Од друга страна постојат неколку значителни туристички атрактивности кои веќе постојат се позиционирани во регионот и функционираат. Постојат одредени дополнителни туристички атрактивности, природни ресурси, културни ресурси кои треба да бидат ставени во функција. Овој регион, вака како што е, има одредена конкурентност, но таа треба да биде засилена за да може навистина да се спроведуваат интегрирани активности за развој на туризам. Македонскиот туристички производ станува поконкурентен на светскиот пазар и се зголемува туристичкиот промет во државава. Македонија располага со неверојатен потенцијал. Источниот регион пак е богат со термални води кои се предуслов за развој на бањскиот туризам. Луѓе кои работат во бањите ќе ви речат каде што има топла вода, таму има туристи. Ни една бања не е празна, па дури и оние бањи кои ги закачи онај процес на приватизација и трансформација на капиталот и останаа во репулзивни подрачја, дури и воопшто не се реконструира, полни се со гости. На некој начин се дали се тоа болни или одат за рекреација или за куратива, тоа е прашање, но факт е дека каде има топла вода, постои туристичко раздвижување. Во склоп на денови на македонскиот туризам во Софија ќе има дегустација на македонско вино, македонска музика и пригодна наградна игра, а најстрекните ќе добијат автентични производи од Македонија. Соработката меѓу Македонија и Бугарија во областа на туризмот е на високо ниво, а тенденцијата на пораст на туристичка размена ќе остане и во иднина. Лицата згрижени во дневниот центар во Виница, вклучени во проект на Музеот Теракота и Сдруженијето на уметници за учење на основните техники во преработка на глина. Ова е втор сличен проект на музеот подржан од Министерството за култура и Општина Виница. Арт-терапијата во работата со децата со посебни потреби не е новитет за дневниот центар во Виница. Покрај секојдневните креативни активности, згрижените од овој центар втора година се вклучени во керамички работилници, кои ги организира Музеот Теракота во соработка со Сдруженијето на уметници Нашата основна цел беше да ги зближиме, да ја зближиме оваа категорија на деца, на децата со посебни потреби. Тука се вклучени децата во дневниот центар и воедно да ја разбиеме она бариера која што постои меѓу обичните граѓани и тие деца, значи да ги сплотиме и да стекнат доверба едни меѓу други, а и да ја потикнеме довербата на самите деца дека тие можат повеќе да дадат за самото општество. Член на Сдруженијето на уметници на град Виница, сум вклучен во овој проект кој го организира Музеј на град Виница. Нашата поддршка во овој проект е чисто техничка, значи ги обучуваме децата како се изработуваат калапи, како се изработуваат релјефи, како се изработуваат разни примероци кои може едина да се комерцијализираат, т.е. да се продават како сувенири. Поголем степен на самоспознавање, креативност, сигурност, како и задоволство од изработениот продукт е крајниот ефект кој треба да се постигне во секојдневната работа со овие долгогодишни членови на центарот во Виница. Ukupno 12 лица
посебни потреби кои се вклучени во дневниот центар. Моментално активни во оваа керамичка работилница се 5, вчера беа 7, денес се 5. Значи се трудиме тие што можат да работат нешто, на тие што им е забавно да бидат вклучени и има многу голем ефект позитивен, значи тие си развиваат, значи мислење, идеи си даваат свои, значи си цртаат нивна желба и мислам дека тоа многу позитивно влијае врз нив. Овој проект на Музеот Теракота ќе трае 5 дена, а покрај работилници ќе има и едукативни предавања, посета на локалитети, како и посета на керамичарска работилница во Злетово. Општина Штип денес ја објави програмата на овогодинешното јубилејно штипско културно лето. Во период од 19 јуни до 9 август се планираат 30 на културни настани со наши и уметници од странство. Отворањето ќе биде со целовечерен фолк концерт на Кудристо Донев учителот веќе утре во петок, а ќе заврши на 7, 8 и 9 август со востановениот Summer Beach фестивал. Статистички кажано, годинава на ШКЛ има 7 настани кои се во доменот на етно и традиционалната музика, 5 класични концерти, 3 концерти од сферата на популарната музика, вклучително и промоција на албумот и рок хепенингот на Вртешка со гости од соединетите американски држави. Имаме и 4 театарски представи, од кои 2 се детски, 3 изложби, од кои 2 на цртежи и акварели и 1 на уметничка фотографија, 2 промоции на книги и 1 ревија. Што се однесува до странски гостувања, годинава имаме гости од Република Грција, конкретно Културно-уметничко друштво, кое ќе настапи на 15 јули, потоа гости од Србија, од Република Бугарија, конкретно настап на Арс Барок квартетот од Бугарија, годинава за ШКЛ се издвоени околу 140.000 денари. Над 1,5 милиарда муслимани во светот од денес го почнуваат месецот на Рамазан, период на интензивни молитви и пост од изгреј сонце до зајди сонце. Муслиманите го следат лунарниот календар и според него почетокот на Рамазан и времето на постите се разликуваат од земја во земја. Од денес над 1 милиарда муслимани во светот го одбележуваат почетокот на Рамазан, месец на интензивни молитви и пост од изгреј сонце до зајди сонце. За сите муслимански верници, од рано изутрина почнува рамазанскиот пост. Месецот Рамазан е месец на молитви, месец на милост, солидарност и помош. Верниците во текот на Рамазан се воздржуваат од јадење, пиење, цигари, но и од лоши мисли и идеи од изгреј сонце. Рамазан секоја година доаѓа 10 дена порано и трае 29 или 30 дена. По завршување на месецот Рамазан доаѓа големиот празник Фитар Бајрам, кој оваа година е на 17 јули. 5 сообраќајни несреќи се случија во последното деноноќе на подрачјето на Штип. За среќа нема животно загрижувачки повреди. Еден е потешко повреден во сообраќајна несреќа во Виница. Тројца се полесно повредени и на домашно лекување во 2 сообраќајни несреќи во Штип. Во други 2 сообраќајни незгоди во Штип и Кочани нема повредени, само материјални штети. Од СВР Штип вела дека причина за бројните сообраќајни инциденти вчера се влажните коловози во комбинација со неприлагодената брзина на движење и непочитување на правилото за држење на растојание меѓу возилата. Девет луѓе били убиени во текот на изминатата ноќ во една од најпознатите цркви на афроамериканците во Чарлстон, Јужна Каролина. Полицијата претпоставува дека станува збор за злосторство од омраза, за кој е осумничен еден 21 годишен белец. Еден од тигрите што по поплавите во главниот град на Грузија Тбилиси побегна од зоолошката градина, усмртил човек пред очите на престрашените минувачи по 4-дневна слобода. Министерството за внатрешни работи соопшти дека полицијата губила тигрот откако нападнал група луѓе, убивајќи еден од нив и повредувајќи уште еден. Данците денеска гласаат на предвремени парламентарни избори. Изборите се предвремени бидејќи 4-годишниот мандат на актуелната влада истекува на 14 септември. Повеќето политичари сепак побараа гласањето да биде пред летните одмори, за да може новата влада да ја представи својата програма на првата есенска сесија на парламентот и да почне со работа веднаш. Штипјанецот Дејан Митров ја загуби борбата од првото коло на Европските олимписки игри во Баку во борење.
во категоријата до 65 килограми. Поуспешен од него беше светскиот и европски првак Девид Сафаријан од Ерменија. По двете рунди резултатот беше нерешен 2:2. Сафаријан ја доби првата рунда со 2:0, а Митров втората исто со 2:0. Сепак на поени, Сафаријан беше поуспешен со 3:1, бидејќи во една акција освои 2 поена, а Митров имаше 2 акции со по 1 поен. Македонскиот борач Халил Зубајров, иако имаше победа против Радослав од Полска, заради невнимание во последните секунди ја загуби борбата со резултат 4:2. Борбата на штипјанецот Бобан Данов против Гени од Грузија беше прекинат при резултатот 11:0 за грузиецот. И за двајцата наши борачи предстои напорна работа пред светското првенство во борење, кое ќе се одржи во септември во Лас Вегас, САД. Македонија досега има освоено 2 бронзени медали на првите Европски олимписки игри во Баку на каратистите Емил Павлов и Мартин Несторовски. Ова е се во пладневното информативно издание. Повеќе информации гледате во Дневникот во 16:30. До тогаш следете не на социјалните мрежи и имајте убав ден.